Господине Змијанац, 5-годишното постоење е повод за свикување на денешното годишно собрание на првата детска амбасада на светот Мегеши од Скопје. Како вие оценувате досегашната работа на оваа невладина институција? Самото тоа што првиот дел од годишното пето свечено јубиларно собрание имаме документарен филм, прв документарен филм од страна на една невладина организација со многу активности, покажува на едно богатство од содржини, проекти, активности, меѓународна соработка, еден репрезентативен дипломатски кор, дипломатски конзуларни представништва, бројно членство, сериозни проекти. Мислам дека благодарение на многу волонтери, ентузијасти со добра волја, пред се би рекол на нашиот амбасадор Коле Ангеловски, на Гордана Пирковска Змијанац, која е основач и генерален секретар, успеавме да се зафатиме со проекти многу суптилни, сериозни, како што е сексуална злоупотреба на децата, СОС телефон, борба против зависности, сида, дрога, алкохолизам, потоа меѓународна размена на волонтери, помош на деца за операции, хендикепирани деца, ортопедски помагала и така натаму, кажува на тоа дека оваа организација е неопходна во Македонија, си разви своја мрежа во светот и нејзиното време од сега па натаму доаѓа. На кој начин ќе биде одбележан јубилејот? Јас исто како и вие со нетрпение очекувам да го видам документарниот филм, ретроспектива. Војната започнува во поранешна Југославија, даваме драматичен апел, воспоставуваме воздушен мост Сараево Скопје, евакуираме деца бегалци, бидејќи во Македонија во одреден момент има над 60.000 деца бегалци, стапуваме во контакт со многу меѓународни организации, праќаме бегалци во други држави. Потоа се зафаќаме со децата во Македонија, издавачка дејност, први издадовме книги правата на децата, па потоа културна дејност, театарската представа Клоунови, па потоа формиравме центар за деца алергични на глутен, како што реков СОС телефон, центар за другарување, меѓународна соработка, богатство на содржини и со нетрпение очекувам да го видам филмот исто како и вие. Има неколку премиерни изведби. Прво е училиште за клоунови во адаптација и режија на Драган Спасов Дац и Роберт Белјановски, кои се раководители на театарската работилница при амбасадата. Потоа имаме промоција на изложбата на фотографии и сечоци од новини од земјата и странство и изложбата од ликовната детска работилница при амбасадата. Драги, каде ја гледате иднината на првата детска амбасада на светот Мегеши? Па нашата покрај хуманитарна и дипломатска мисија имаме и мисија на поврзување на децата од Македонија со децата од светот. Впрочем, не би биле прва и единствена оригинална идеја која светот се повеќе ја почитува и ја прифаќа како проект на 21 век, ако не е благородна и оригинална. Нашата идеја е во светот постои најбројен народ, детскиот народ, најбројна популација без разлика на вера, пол, јазик, социјална структура, ја застапува првата детска територија Мегеши, која символично се наоѓа на самото тромегија меѓу Босна, Србија и Хрватска, кај што се среќава исламот, православието и католицизмот, и токму тоа парче земја се отстапува како прва детска територија, која нема да се брани со војска и полиција, која ќе си има свои застапништа, амбасади, конзулати во целиот свет. Скопје и Македонија е центар. Од тука амбасадата покажува дека таа не е наменски само за во војни услови да действува, туку и во мирновременски услови, и се повеќе се зафаќаме со содржини кои се предпознатливи за интересите на децата до 18 години. И мислам дека перспективата е голема, затоа што од 30.000 деца членови предпоставуваме дека секој родител, баба, дедо, чичко, вујко, станува наш симпатизер и стануваме едно репрезентативно светско движење.